Добро, еве денеска почнуваме еден прекрасен проект кој што има, како што рековме, свое срце, своја душа, од хуман карактер. Банката за храна стартува и во Струмица. Граѓаните имаат слушнато за тој проект сигурно преку национални медиуми, преку сателитска програма или слично. Ние сме 242-та општина во Европа, која што почнува со еден ваков проект Банка за храна и прва општина во Република Македонија се разбира. Целта на овој проект е да сите оние бизнисмени, фирми кои што работат со храна, значи како производители на храна, маркетите и сите продавачи на прехранбени артикли да донираат вакви пакети на секојдневни потреби на граѓаните од областа на прехранбените артикли за оние семејства кои што немат. Денеска беа поделени 100 пакети, со тоа ја најавуваме ваквата акција. Проектот Банка за храна е поддржан директно од буџетот на општина Струмица, со одлуката на Советот во декември кога го носевме буџетот за 2012 година. Денеска стартува само овој проект и ќе биде постојано наше секојдневие во општина Струмица. Преку организацијата Банка за храна, навистина веруваме дека можеме да усрекиме голем дел на наши семејства кои што имаат недостаток од прехранбени артикли, а верувајте има доста семејства и во Струмица и Струмичкиот регион кои што по анализите покажуваат дека 3 до 5 пати неделно имаат оброк и тоа дефинитивно е силен аларм дека мора да се помага и во областа на прехранбените артикли. Јас би сакал да ја пуштам пораката пред се до директорите, собствениците на маркетите, на продавниците, на производителите на храна, да бидат широки во душата и да помагат во овој проект. Навистина, онаа премиса која што вели вака, среќата може да се купи со пари, но единствено ако тие пари се потрошат за некој друг. Да бидат широкогради, да бидат великодушни и да донираат онолку колку што можат, заради тоа што со нивното донирање навистина ќе предизвикаме насмевка кај многу дечиња, кај многу нивни родители кои што ќе добијат колку толку редовна храна во нивните домови. За жал се зголемува бројот на семејства кои што се повеќе се соочуваат со недостаток на храна и ако ја правиме паралелата во последните 10 години, навистина еден врв е стигнат сега. Најверојатно тоа и поради кризата, поради сиромаштијата, економските ефекти кои што влијаат и во Струмица кај граѓаните. Имаме семејства кои што се навистина социјално загрозени и кои што навистина патат од недостаток на храна. Преку овој проект ќе ги доловиме токму тие семејства да секогаш имат доволно храна во своите домови за себе и за своите дечиња, а се надеваме дека преку тоа ќе облажнеме токму таа бројка да почне и пополека да паѓа. Жално е што навистина и во Струмица и во цела Република Македонија има вакви наши семејства, а тоа е секако аларм за општеството дека мораме брзо, итно да интервенираме во нивно помагање.